Почитувани, тема на денешната пресконференција е подпишувањето на договорот за социјална сигурност помеѓу Македонија и Австралија. Имено спогодбата која ја подпиша македонскиот и австралискиот премиер е договор со кој македонските иселеници кои што живеат во Австралија ќе можат своите стекнати пензии во оваа држава да ги добиваат и во Република Македонија. Со овој билатерален меѓународен договор се надминува досегашната законска пречка со која што македонските иселеници не можеа да ги добиваат своите пензии доколку се надвор од Австралија подолго од 3 месеци. Со овој договор се овозможува земање во предлив на работниот стаж остварен во двете држави во процесот на добивање на пензија. Според договорот се намалуваат и трошоците кои што компаниите кои што работат во двете држави. Имено, да привремените работници или нивниот работодавач ќе бидат предмет на законодавство на нивната матрична земја, што значи дека истите ќе бидат ослободени од обврските за плаќање на придобивни си во рамките на законот на другата држава. Ова е прв официјален договор подпишан помеѓу Македонија и Австралија од воспоставувањето на дипломатските односи. Реалните очекувања се дека овој договор меѓу Македонија и Австралија ќе поттикне голем дел од нашите иселеници да се вратат во домовина. Оваа прилика би сакал посебно да истакнам две работи. Прво, со подпишувањето на овој договор дополнително се зацврстува врската со нашите иселеници и се обезбедува поголеми можности за економска соработка. Во Македонија според проценките од диаспората домашниот буџет годишно се слева сума од повеќе милиони евра. И второ, овој договор е потврда за проактивната улога на владата на Република Македонија на меѓународен план и добрите билатерални односи со Австралија. Почитувани, со подпишувањето на договорот за социјална сигурност и претходно со донесувањето на одлуката за стекнување на право на глас на сите македонски граѓани што живеат надвор од границите, владата на ВМРО ја потврдила своја